Ако дозволиш вештачка интелигенција да биде креативна во твое име, ќе добиеш некои одговори кои што најчесто не се премногу добри, меѓутоа има еден процес кој што се вика стигнување до решение вија негатива. Не знаеш како да стигнеш до решението, меѓутоа знаеш што не сакаш. И ако некој ти даде некои резултати и идеи кои што не сакаш да ги користиш, ти откога ќе ги исклучиш, веќе многу како човек се фокусираш, доаѓаш многу поблиску до тоа што сакаш. Со неколку итерации може вештачката интелигенција ти даде одредени, како да кажам, идеи кои што се неполирани, ама веќе ти ја активирале креативноста кај тебе, ти го активирале креативниот процес, па ти после многу ти е полесно да го доработиш. Тоа е исто како креативен директор да седне со тимот и да спремаат маркетинг кампања или стратегија и да рече, ајде дечки, давајте идеи, ни требаат идеи. И исто луѓето даваат идеи, некои идеи се добри, некои идеи се лоши, некои идеи некогаш и намерно се лоши за да инспирираат креативни идеи. Истото е, само на многу подобар начин и побрз начин го правиме со помош на вештачка интелигенција. Добиваме одредени идеи кои што може после да ги сфилтрираме за да стигнеме со наша креативност до вистинското решение.